Благодарам, заменик председателки. Имено ова е еден амандман кој што го поднесувам трет пат поред. Сакам да ја потсетам јавноста дека минатиот пат во една конфузна ситуација амандманот ми беше прифатен. Заведнаш потоа на комисијата, на законодавно-правната комисија ми биде магично одбиен, да имам одредени притисоци од власта дека е многу средства треба да се одвојат и така натака, и веднаш потоа на комисијата беше одбиен и не се обезбедија средства за оваа намена која што е од голема суштина за граѓаните на Ѓорче Петров. Зошто го барам ова и зошто го барам сега? Заради тоа што по течението на реката Лепенец има една страшна депонија, која што е, ви кажал, број 2 во Скопје. За многу кратко време ќе ја пристигне и онаа фамозна депонија Дрисва, таа е новоселската депонија. За сите оние кои што не сте од таму, веројатно не ви значи ништо, затоа што во секое населено место има многу депонии, но оваа е една депонија која што зафаќа, ви рекол, плоштина од 15 фудбалски игралишта и која што навистина е многу сериозен еколошки проблем. За да не биде работата, би кажал, за да биде уште посериозна работата, по течението на реката Лепенец се создава и една нова депонија, таа е Волковската депонија, што некаде започнува од самиот почеток на општината Ѓорче Петров, која што се граничи со Косово, па завршува се до составот на реката Лепенец и реката Вардар во општината Карпош. Сметам дека треба да биде приоритет решавањето на овој проблем, заради тоа што ВМРО ДПМН, кога имаше можност да биде на власт и да ја оправува оваа општина, обезбеди грант со европски пари од 6 милиони евра, заедно со соседната општина во државата Косово. Има изработен проект, проектот е готов, проектот стои по фиоките, тогаш не се реализираше само заради тоа што општината од Косово имаше утнато одредени чекори во проектите и не успеавме да го реализираме овој проект. Она што е важно е дека кога бевте опозиција, 4 години, 12 години, убедувавте дека не се решава проблемот само заради тоа што локалната власт на ВМРО ДПМН не сака да го реши. Тогаш таа депонија беше оградена и беа ставени рампи на двата влеза на депонијата, кои што сега замислете, оградата почнува да ја снемува, двете рампи се кренати и самата општинска механизација депонира отпад во оваа депонија. И не би бил проблемот толку сериозен ако таа депонија не се пали, ако таму не се горат различни кабли, медицински отпад, индустријски отпад кој што се одлага од компаниите кои што работат во општината Ѓорче Петров, и за тоа замислете никој не одговара. Изминатите 15 денови се шири неподнослива смрдеја во населбите Даме Груев, Ново село, Волково, Кисела Јабока, па дури и во урбаните населби во Ѓорче Петров. И тоа не се решава, никој за тука не превзема одговорност, а еве ќе кажам дека самиот градоначалник и самата локална самоуправа земаат пари да ги креваат рампите, им велат на чуварите да не доаѓаат на работа, за да можат тие камиони непречено да депонираат отпад на самата депонија. Таму каде што е оваа депонија, екосистемот е комплетно нарушен, нема пристап до реката, секојдневно се одлага отпад, шлепери, камиони, приколки доаѓаат и едноставно го нарушуваат овој екоамбиент во општината Ѓорче Петров. Токму поради тоа, незадоволството на граѓаните од Ѓорче Петров кон овој градоначалник и оваа локална самоуправа е највисоко во државата. 66% незадоволство кон работата на локалната самоуправа. 2 години не може човекот да дојде на седница да одговори на советнички прашања, затоа што граѓаните прашуваат како ќе се реши овој проблем, кога ќе се реши овој проблем, до кога веќе на медиумите ќе гледаме снимки како екоактивистите прават протести, а во исто време камионите кои што се во собственост на општината депонираат отпад. Потоа ако ќе нападнат медиумите, ако ќе нападнат граѓаните, се лаже, наредниот месец почнуваме, велат, со изградба на парк таму. Поној непрокопсан градски татко Петре Шилегов, кој што е убедливо најлош градоначалник во историјата на Скопје, вели ќе правам таму мементо парк, па сите споменици од Скопје 2014 ќе ги преместил на новоселската депонија која што е исчистил. Украдоа 10 милиони денари кои што се потрошија, а замислете, ниту еден камион и багер не дојде на новоселската депонија. Па снимаа снимки со дрон како се развозуваат камионите, а денеска граѓаните на Ѓорче Петров се гушат од неспособноста на градоначалникот Александар Нумовски, на градскиот така наречен татко Петре Шилегов. Ајде да собереме сила,
затоа што ние кога ја напуштивме општината во 2017 година, оставивме средства за да се изградат 35 улици во руралниот дел и да се направи фекална канализација во руралниот дел. Оставивме готови средства. 4 години не можете да ги завршите улиците за кои што ви оставивме пари, ама нешто оставивме во општинава. Дајте, изгласајте ги овие средства и оставете 100 милиони денари за до октомври, кога ќе влеземе во општината, кога ВМРО ДПМН ќе превземе општината, да има барем нешто добро оставено од СДСМ и од оваа власт. Ова е многу сериозен проблем и за овој проблем ќе се борам се додека сум тука и им давам сериозна поддршка и на ОДВА иницијативата, но и на сите оние еко здруженија и граѓани кои што се борат за овој проблем да биде решен. Благодарам.